Не е таа. Социјален буџет. Како од социјален да преминеме кон буџет кој би носел раст и развој на некој начин? Тоа е желба која што не е можно да се оствари на краток рок, бидејќи тоа е системски. Последично е таа расходната страна така. Значи, со декади, ако одиме на назад, ние тоа го имаме. Значи, и теоретски, ако сакате, дека буџетот преди се е економски инструмент за остварување на економските цели на ниво на една држава. Економските позиции во расходната страна на буџетот се најниски во случајот. Ако ги земаме директните, тие најекономски се капиталните расходи, стоки и услуги, доколку набавките се од поготово од домашната економија, и делимично платите, бидејќи тие на некој начин потикнуваат потрошувачка на основа на која се развива нашата економија, како и впрочем многу економии. Така да од овие три компоненти, ако ги гледаме дека економската компонента во буџетот не е изразита колку што треба. И тоа е, како што кажав, проблем системски и структуриран. Доминира социјалната компонента, но на жалост сега и неминовно е поради системско поставените структури буџетот да биде се повеќе социјален. И нормално, бидејќи социјалната компонента е поврзана со политичката димензија, како највисока стапка на раст пак ни се и ова година пензиите, значи 9,7% е растот за пензии, 7% е растот за плати и надоместоци плати, а негативни ни се проекциите за капиталните расходи.